Добре, криптоентузијасти, денес имаме ново видео во истражување на коини токени, плейлистата, со тоа што ова не е од претходниот вакова група на токени кои што ги обработуваме, значи пред околу 1 месец отприлика гласовте за истите. Значи прво ќе работиме на Render, потоа Zilliqa, Aave и Toncoin, а нормално тука се и следните кои што ќе ги работиме во следниот период. Значи ова е само за да имаме представа што би сакале да гледате прво, со цел да можеме соодветно да ви го представиме она што сакате, да имаме доволно време да го направиме. Прво би сакал да се заблагодарам на еден од членовите на заедницата, Мики Пуровски, кој што ни прати огромен број на материјали за овој, за самиот проект. И би го замолил, ако не е проблем, со оглед на фактот дека е многу подобро запознаен со проектот од мене, доколку има некои прашања да ми помогне да ги одговориме. Значи нормално поставете ги самите прашања под самиот, без разлика дали е YouTube видео, без разлика дали е постот на Криптовалути Македонија или на нашата страна на Facebook, како и да е, поставете прашање, ние ќе се обидиме да одговориме колку што можеме подобро, со тоа што ова, како и ICP, е еден од потешките проекти на кои што сум работел, највеќе поради тоа што моите познавања, посебно околу рендер и обработка на графички компјутинг ми се многу слаби, значи да не забораваме на крајот од денот, јас сум сепак правник и економист и ова ми е некоја сфера која што ми е позната генерално, но не можам да кажам дека имам познавања подлабоки во оваа сфера. И сега, пред да започнеме со самиот токен, би сакал да објаснам на поширокиот, да речем, спектар на публиката која што гледа ова видео, што уствари представува самиот рендер. Односно, рендеринг представува процес на финализирање на дигитален имидж, односно дигитална слика или 3D модел користејќи компјутерски софтвер. Значи, практично вие кога имате одредена слика или 3D модел, значи преку користење на овој компјутерски софтвер и ова рендеринг што се нарекува самиот процес, практично ги организирате, значи сите оние потребни детали со цел истата да биде појасна или како вас ви одговара во односно оваа ситуација. Значи овдека станува збор за сенки, за светлина, за бои, значи генерирањето на ваквиот краен производ на една слика или 3D модел представува рендеринг, за кој што се потребни огромен капацитет на компјутерски да речем во оваа ситуација processing power или огромни, да речем, побарување на машините кои што ги користите во оваа ситуација, компјутери за рендеринг, со цел да може да го направите ова. Зошто е тоа така? Значи, еве да земеме еден основна слика, значи ова чисто да видите како прилика изгледа еден рендеринг во процес на една слика. Со тоа што овдека станува збор за слика, значи не е 3D модел, каде што ќе биде многу повеќе од тоа потребно. Значи во оваа ситуација сликата, како повеќе детали се појавуваат во однос на нивната боја, во однос на нивната длабина, сенки, светлина, значи како сенките и светлината се одразуваат од самата површина, станува збор за рендеринг. Значи гледате се повеќе и повеќе користејќи оваа компјутерска техника, истата ви помага да добиете што појасна слика на тоа што сакате да го представите. Сега, интересно, верувам дека може би знаете во Македонија постојат таков тип на компании, посебно кои работат за овие огромни издавачки куќи како не знам Marvel или Disney или што и да е. Идејата е дека практично овие минимални детали некогаш бараат многу време и многу работа, посебно од аспект на компјутерите, со цел да бидат направено перфектни и сликата да биде она што вие посакувате. Сега, каде е местото на рендер во оваа ситуација? Значи, рендер представува децентрализирана група на компјутери кои што го нудат својот computing power, значи, затоа што вие GPU-то, односно computing power на самиот компјутер, доколку не го користите моментално, е бескорисен, стои. Така да, вие го нудите на луѓе кои што имаат потреба за ваков тип на работа, кои што практично го користат вашиот компјутер преку смарт контракт на, иако да не забораваме дека рендер представува токен на Ethereum блокчейнот, но го користат мрежата на рендер, која што е базирана на Ethereum токенот и самиот представува ERC20 токен, со цел да практично овие смарт контракти ги реализираат. Односно, вие од оваа страна каде што имате свој компјутер кој што е поврзан на рендер мрежата, практично е користен од луѓето кои што имаат нарачка за нешто да биде направено во рендер, односно да се процесира.
За тоа добивате рендер токен, а вие за возврат го решавате, односно го правите она што е потребно на луѓето кои што го нарачале. Сега малку појасно објаснето, ова е на нивната страна. Значи идејата е дека рендер токенот на оваа мрежа, иако е токен, се користи како платежно средство со цел вие да го дадете вашиот компјутерски вашата компјутерска моќ, односно GPU-то, со цел да биде завршена работата која што му е потребна на артистот. Со тоа што мораме да забележиме, значи имаме две страни во оваа трансакција. Едната се артистите, кои што имаат потреба нешто да биде направено во рендер, а другата се оние кои што нудат компјутерска моќ. Со тоа што Octane Render представува самиот engine на кој што работи самиот рендер network. Значи оваа мрежа на компјутери работи на engine кој што се нарекува Octane, чисто да ви биде прилика појасно. Сега како влегуваме понатаму, се и појасно ќе ви станува, но би сакал само пред да продолжиме да напоменам уште еднаш дека го следиме овој roadmap на анализирање на еден токен од техничка и фундаментална анализа, со цел да имате целосна слика за тоа што бараме во еден токен, да видиме дали исто представува добар или лош проект. Со тоа што со одговарање на овие прашања се појасно верувам дека ќе ви стане за каков тип на проект станува збор од секој аспект. Сега, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат? Тоа е првото прашање кое што треба да одговориме, постепено ќе го одговориме и тоа нормално. Сега, пред да продолжиме да го одговориме тоа прашање, би сакал да напоменам дека тимот кој што стои позади рендер е сосема солиден, значи дури од некои други да речем канали кои што сум ги следел, истото го повторуваат. Значи Джулс Арбак важи за еден од пионирите во 3D индустријата, зборуваме за креирање на имиџи на 3D, со тоа што самиот е направил првата 3D видеоигра на 18 години во светот. Значи, може да замислите за каков ум станува збор, и истиот има повеќе од 25 години во оваа индустрија, со тоа што компанијата која што ја поседува рендер е Отој, чисто да не, значи имаме три практично аспекти. Значи самата рендер е уствари токенот на Ethereum, кој што се користи како мрежа и како токен за плаќање на средствата на рендерингот, на рендеринг процесот. Отој е компанијата која што го поседува, а во оваа ситуација исто така да не забораваме за Octane, кој што представува енџинот на кој што се прави ова процесирање. И гледаме дека самиот претходно практично оваа прва игра која што Соло кога имал само 18 години е потоа лицензирана и превземена од Macromeda, Disney, Warner Brothers, кои што се доста големи компании, знаете и сами. И нормално кога веќе имате ваков тип на специјалец кој што работи во оваа сфера, очигледно истиот и понатаму продолжува што повеќе да го развива делот со 3D процесинг на имиџи и оваа ситуација или гейминг и понатаму. Со тоа што ова е на нивната официјална страна, лесно може да најдете. Значи може да видите rendertoken.com е самата страна. Сега овде ќе има некои интересни работи кои што сакам да исполнам со вас, кои што се доста интересно објаснети, да речем каде се тоа води. Значи ќе го преведам овие 4 квадрати, ќе ги преведам со цел да сватите која е нивната основна цел. Вели scaling GPU rendering power is too difficult with traditional render technology. Односно со обичната практично технологија која што може да поседувате на еден компјутер е многу потешко да ја зголемите вашата работа. Односно нема да може да процесирате нешто повеќе од она што ви е дозволено со моќта на компјутерот кој што го поседувате. Вели постојат граници на рендеринг на локално ниво или пак на мрежа, дури и на cloud, односно на облак во оваа ситуација. Затоа што имате cloud rendering services. Вели, невозможно е, вика, да се земе целосната потенцијална моќ на GPU, зборуваме за многу компјутери во светот, без некаков вид на децентрализација. Зошто го вели тоа? Кога станува збор за network или cloud, станува збор за ограничена количина на учесници во оваа мрежа. Без разлика дали е тоа ограничена мрежа или пак станува збор за во оваа ситуација cloud, најчесто приватен. Кога станува збор за децентрализација, се повеќе и повеќе луѓе може автоматски сами да се приклучат на оваа мрежа, што уствари го прави рендер, ќе поразговараме за тоа малку подоцна. Вели, the sleeping GPU network. GPUs, the most efficient rendering hardware, are now a standard component of every phone and PC. However, the
current system harbors many inefficiencies. За оние кои што не знаат што значи GPU, представува Graphic Processing Unit, односно ова е практично дел од вашиот компјутер кој што има за цел да процесира графика на она што вие го гледате. Со тоа што вели секој моментално и телефон и компјутер поседува ваков тип на нели графичка картица да речеме или како и да е, зависи што поседувате. И истата, значи самиот систем кој што моментално постои во светот е крајно неефикасен. Она што го кажува и сам, значи кога станува збор за посебен тип на јаки компјутери, оние кои што се направени на пример за ваков тип на рендеринг, доколку луѓето кои што ги користат овие компјутери моментално немаат потреба од истите, значи и не ги користат за посебен тип на рендеринг на графика на одредена слика, истите стоат така. Значи тоа е идејата. Во секое време да се користи оваа компјутерска моќ со цел да може да му се овозможи на некој кој што не може да го направи тоа со својот компјутер. Сега овдека веќе зборува малку повеќе за добро. Овој дел не е толку битен, ќе го објасним овдека малку повеќе, многу по зошто е толку битен овој рендер нетворк. Значи affordability, односно го прави поевтин. Вели can make 3D graphics more affordable by renting computer power. Она што сака да го каже, наместо да треба да купите сега вие компјутер кој што ќе биде, не знам, 3 пати поек од она што е, со цел да може да направите ваков тип на рендеринг на одредена слика или 3D модел, вие практично наместо да го направите тоа, само рентате нечи компјутер онлайн со цел да го направите овој процес на рендеринг. Accessibility can make 3D graphics more accessible by eliminating the need for specialized software and hardware. Значи, вели, наместо да треба да го купувате ова засебно и софтвер и хардвер, значи ќе може да го направите тоа онлайн користејќи нечи друг софтвер и хардвер. И quality can improve the quality of 3D graphics by allowing access to more powerful computers. Повторно, значи ќе може да направите многу подобар квалитет на работа, на процесирање на одредена слика, доколку тоа го направите со нечи компјутер кој што не е ваш, а има многу поголема моќ. И се ова е генерално за самиот проект, значи од каде се тоа потекнува, значи самиот токен потекнува уште од 2017 година, но официјално е лансиран во 2019 година. Знаете и сами некој што ќе имаат потреба да ја формираат својата работа, едноставно да се оформат целосно пред истите да влезат на пазарот, со тоа што вели овој проект користи artificial intelligence за да му помогне на кој да е, да речем, во оваа ситуација артистот, да направи подобар квалитет и по-ефтино практично да направи рендеринг на било кого, било каде. Односно, ваквата служба на рендер е достапна на било кого. Сега ќе поразговараме и за тој дел малку, нели, како може да искористите и кои се тие луѓе кои што влегуваат во самата мрежа. Made up of a global community of computers, она што го кажавме, овдека тие компјутери се нарекуваат нодови, а тоа е следниот дел за кој што ќе разговараме, односно секој оној кој што сака да го даде својот компјутер за работа, за при тоа да добие практично рендер токени, RNDR, може да се приклучи, за тоа ќе објасниме во следниот дел и ќе го оставиме линкот до, нели, процедурата како тоа може да го направи на веднаш под самото видео. More environmentally friendly than traditional rendering methods, односно сака да каже дека е по пријателски настроен кон околината од, да речем, традиционалните рендеринг методи. Сега, како ова, многу со оглед на фактот дека пак е на некој начин исто загадувањето што го произведуваат, но ајде еве да веруваме дека е така. Well positioned to capitalize on the growing demand of cloud rendering. Точно, односно со зголемувањето на посебно на мета и на овие мета светови кои што ги имаме како Send и Decentraland, за кои што ќе разговараме исто така малку подоцна, верувам дека е во многу добра позиција да биде еден од добрите играчи во оваа сфера, односно да ви направи солиден профит. Demand for visual rendering is expected to increase due to the growing popularity of AI art and gaming industry. Значи, она што го кажав, не само мета, значи имате пренос на самата гейминг индустрија од Web 2 во Web 3, каде што во Web 3 се повеќе ќе се користат ваков тип на децентрализирани услуги со цел да
да добиете ваков тип на да речем услуга која што ви е потребна. Така да се помалку и помалку понатаму се очекува да се користат централизирани компании како што се на пример, не знам, Nvidia, Google, значи нели имате многу од овие кои што ви нудат практично ваков тип на компјутерска моќ, а нормално знаете и сами дека колку и да се големи не може да се напредуваат со децентрализирана мрежа во која што секој може да се приклучи ако тоа навистина стане популарно. Сега, значи дека има потреба, тоа е повеќе од јасно. Како се прави тоа? Очигледно имаме соодветен, значи овдека може да видите се буквално објаснето тоа каков тип на компјутер треба да имате, како истиот да го поврзете, значи се овдека само треба да го следите. Она што ќе направиме е ќе го ставиме овој линк во дескрипција на самото видео, со цел да видите како може да станете ноут оператор. Во оваа ситуација ноут оператор представува компјутер кој што помага во рендеринг на артисти и за тоа добива соодветна количина на RNDR токени. И во спротивно, Octane, ова е оној енџин за кој што разговаравме, ова е гајд, односно инструкции како артист да го искористите практично самиот RNDR мрежа и на тој начин практично да ви помогне во вашето креирање на 3D или нормално, во секој случај, рендеринг на било каков тип на графика која што ви е потребна. Затоа јас што ќе направам е ќе го оставам и едно за и другото и ќе запишам дека ова е за артисти, а ова е за нод оператори или во оваа ситуација учесници на рендер компјутинг мрежата. Сега, дали има истиот, сега, значи, за да моравме да одговориме што представува истиот, за да можеме да одговориме дали истиот има конкуренција. Во оваа ситуација морам да признам дека конкуренцијата е многу интересно поставена овдека, односно самиот RNDR не е директно значи користен само од оние артисти кои што во оваа ситуација, нели, преку самиот Octane се пријавуваат и го користат. Туку многу интересно направено. Значи ако погледнете кои се топ best rendering софтвер, така ви ги дава да речем овие како best rendering софтвер, иако јас не разбирам затоа што јас не сум работел вакво нешто. Но ако ги споредите имињата овде, ако споредите кои се апликациите, односно софтверот кој што го користи рендер во позадина исто така, може да видите дека многу од овие имиња кои што ги гледаме овдека се и најдобрите софтвери кои што може да ги користите за рендеринг. Што значи, еве на пример, 3ds Max, 3ds Max. Потоа да видиме кој друг овдека. Blender исто го видов. Само да видам. Негде овде беше Blender, ево, прв. Значи ги има многу Octane Render, ова нели го покажуваме уште овдека. Значи гледате, овдека Octane Render представува исто така дел од апликациите кои што го користат. Извинете, софтверот кој што го користат. Значи ако погледнете овдека може да најдете поголемиот дел од овие се наоѓаат и на самиот екосистем кој што моментално го користи рендер. Со тоа што Unity, знаете, и сами е еден од користените Unreal Engine and Unity представуваат еден од најкористените софтвери за ваков тип на графика кога станува збор за гейминг. Нормално оние кои што геймаат сигурно виделе Unreal Engine или Unity на почетокот на самата игра. Така да значи гледате дека рендер практично е директно користен од овие софтверски решенија и тоа на некој начин му дава доста како да кажам, доста голема моќ. Сега не можам да кажам колку би бил нели вашиот приход ако евентуално ставите нод, тоа ќе мора да го откриете сами, но генерално ваков тип како што може да видите најдобрите рендеринг софтвери, истите да бидат дел од екосистемот на рендер се доста голема работа. Сега, многу битна работа исто така е дека истиот се наоѓа на топ 5 на Metaverse и на AI криптотокен. Со тоа што на Artificial Intelligence се наоѓа над SingularityNet, кој што рековме беше доста време, значи истиот беше marketplace и се уште е marketplace за било каков тип на AI солуции, додека рендер, значи не да го прескокне, туку буквално го превземе, гледате, моментално е повеќе од 3,5 пати од вредноста на SingularityNet. Значи тоа ви кажува многу за тоа колку станува популарен, посебно сега кога веќе имаме нели се повеќе и повеќе зголемување на потребата за AI, популарноста на AI. Дополнително да не заборавиме, се наоѓа на трето место во Metaverse коините. Со тоа што се наоѓа веднаш под Sandbox и над Decentraland, со некоја мала разлика од 40 милиона, како и да е. Идејата е дека моментално и тоа се наоѓа над проектот со кој што моментално склучи соработка, за кој што ќе поразговарам малку подоцна. Че ова морам да признам дека барем последниот период покажува многу за овој токен, затоа што ваков брз прилив на пари или е скем, или пак станува збор за нешто што навистина луѓето се повеќе и повеќе гледаат идни на го.
Сега, овдека на оваа страна истиот е спореден со други типови на... Значи, се сеќавате, главното прашање кое што треба да одговориме на почеток е уствари дали постојат други проекти кои што му се конкуренција. Во криптосветот не најдов. Значи, никој ни блиску не најдов до она што моментално го работи, ваков тип на рендеринг преку децентрализирана мрежа на компјутери, не најдов. Но во централизираниот, односно традиционалниот свет, постои. И тоа многу. Со тоа што овдека се некои од најпопуларните кои што моментално ги има, значи Shapeways, Quambio и WeMatter. Значи Shapeways is an online platform providing custom 3D printing. Значи ова е платформа онлайн која што практично ви дозволува да направите принтање на 3D форми за професионални дизајнери. Quambio is a design marketplace and an on-demand 3D printing service provider. Значи, овдека практично е како marketplace за купување на дизајнирани веќе само момент, дизајн маркетплейс, значи на веќе направени дизајни, како и повторно принтање на 3D форми во оваа ситуација и WeMatter provides online 3D printing services for masses, designers and product developers. Значи слично на сето ова. За тоа што интересно оно што сакале да го споредат моментално е дека иако истиот на некој начин е децентрализиран во оваа ситуација, сите го подчукнуваат крипто настрана, значи од овие 4 е на трето место според скорот на која и да оваа страна TraceXN, како и да е. Но идејата е дека, значи за разлика од овие кои што има јасни и фандинг и се, истиот има многу помалку фандинг и тоа ќе го погледнеме понатаму на самите фандинг раунds и морам да признам доста добро успеале, барем во овој последниот дел, почетокот на bull маркетот, морам да признам дека на вистина добро се покажаа, со тоа што и месари, знаете и сами, една од најголемите куќи кога станува збор за правење на анализа на криптопазарот, го става како еден од најголемите рамо до рамо со Arweave, Filecoin и Helium, овие два искрено не знам кои се, како и да е, ќе научиме, имам многу време. Идејата е дека, значи, се повеќе и повеќе ваквиот компјутинг кој што моментално се бара како во гейминг, така во метаверс, ќе има потреба од ваков тип на технологија, со тоа што пак да не забораваме, за разлика од предложените овдека, ова е децентрализирано. Вие сите се централизирани, поседувани од одредена компанија. Ова е децентрализирано решение кое што се базира на постојано приклучување на нови нодови, кои што ја даваат својата компјутерска моќ за да се реши ова што е потребно на артистите. Сега, зрелост на пазарот е активен roadmap. Активен roadmap искрено не успеав да најдам за самиот проект. Значи, roadmapот овде како што може да видиме претежно преку вести кои што моментално можеме да ги најдеме, па така да можеме да го поминеме тој дел за самиот проект. Односно, моментално нешто најново што успеав да најдам е 9 јуни 2023 година. Значи, ова е интересно случување каде што значи самиот Джулс Урбах присуствува, не, ова е после. Не, се извинувам. Ова е прво за Apple. Значи Apple преку својот нов сет, значи тоа беше овдека за присуствување, да. Преку својот нов сет на сега ќе ви го покажеме тоа, значи Apple моментално произведува, само да видим како точно се нарекуваше, Vision Pro. Значи ова се goggles за 3D artificial се извинувам. Virtual reality goggles. Значи virtual reality goggles каде што софтверот кој што го користи моментално е рендер. И тоа преку, нели, како беше Octane, неговиот, да, Octane Engine. Затоа ви реков малку е збунувачки сето ова, значи се обидувам со моите примитивни знаења за ваков тип на технологија да успеам да го презентирам, така да уште еднаш сите оние кои што имаат нешто да ме поправат, слободно направете тоа во порака или во најдобро ќе биде во коментар под самото видео, со цел луѓето да може да видат ако нешто сум сгрешил. Уште еднаш ќе се извинам, че ја на крајот денот сум сепак правник и економист. Сега, значи користењето на ваков вид на goggles, Vision Pro, кој што треба да донесе, нели, 3D Immersive Media Revolution, така речено, го користи самиот рендер за процесирање на оно што моментално вие го гледате. Со тоа што дури одека квалитет, покажување на квалитет, вели, значи ваков тип на goggles, моментално, или на очари, така речено, или маска, како сакате наречете, носи повеќе пиксели, вика, од 4K телевизор. Значи, тоа е чисто за да имате прилика некоја идеја колку овие наочари, например, ви прават да ви изгледа реално оно што моментално гледате, со тоа што сега пак, значи ова е детално објаснето како
технологијата на рендер практично се вклопува во целата ова, да речем, техничкиот дел на самите goggles. Сега повторно, овој дел, пак ти кажам, јас и кога го читам, ја можам да го преведам, но преведувањето не значи дека јас на вистина доволно го разбирам. Така да, и битниот дел кој што мора да го разбереме е дека во чипсетовите на M1 и M2 е интегриран Octane, кој што е уствари енџинот за рендер и го користи рендер нетворкот со цел да помогне при правење на овие рендеринг на 3D моделите или на сликите. Така да тоа е многу битно нешто што мораме да го спомнеме. Значи, уште еднаш ќе напоменам, замислете Apple, една од најголемите корпорации од светот, го одбрала Octane X, односно самиот рендер како солуција за својот софтвер во овие. Тоа е битна и голема работа. Сега, една работа која што искрено, ако мене прашувате, не разбирам зошто, но самите кажуваат зошто. Иако рендер моментално се наоѓа на самиот Ethereum и како што можев да разберам, го користи практично Ethereum нетворкот преку Polygon, Matic, кажува дека ниту брзината му се допаѓа, ниту пак му се допаѓа она што се многу скапи трансакциите. Така да истите, како и Helium, одлучуваат да се преселат на Solana, иако јас колку што сум свесен, преселбата веќе се уште не е завршена, но зошто го прават тоа? Го прават поради брзината, која што Solana моментално се уште е најбрзиот блокчейн во светот, како и тоа што самиот Solana софтвер, односно блокчейн, е многу поевтин и од Polygon, а многу поевтин и од самиот Ethereum. Така да, ова е причината поради која што се сеал моментално на Solana, но пак ќе напоменам, се селите на нестабилен блокчейн, не знам дали е грешка или не, времето ќе каже, јас Solana искрено не ја гледам во добро, но останува да видиме. Како и да е, мене ако ме прашувате, од сите можни софтвери кои што може да ги најдете, не знам зашто не се преселени на Avalanche. Може би не е толку брз како Solana, но ниту еднаш не е паднал. Solana па и 2 пати неделно. Како и да е, останува да видиме. Сега, GTC, ова е претпоставам некаков тип на конференција 2023, во која што учествувал исто така и самиот креатор на рендер, каде што зема дури и Center Stage да зборува буквално за овој проект со Apple моментално и за тоа како неговата компанија Otoi моментално работи, Jules Urbach, се го заборавам, на овие Vision Pro. Сега, понатаму има уште една интересна работа која што јас искрено не разбирам, а тоа е Stable Diffusion. Колку што успеав да разберам, Stable Diffusion е некаков нов тип на технологија која што ја има и ја развива рендер, а тоа е дека веќе може да зачувате, колку што успеав да разберам, пак ќе напоменам, значи да зачувате работи кои што веќе сте им направиле рендеринг, или некаков тип на слики или на 3D модели, кои што потоа може како такви да ги искористите и дополнително има посебен тип на Photoshop апликација внатре во самата апликација, Photopea, кој што дополнително може да ви помогне и да ви даде опции за некаков тип на обработка на самите слики и 3D модели. Значи пак ќе напоменам, ова е многу над моите сваќања, со тоа што дури се спомнува дека понатаму значи самиот Octane ќе може да биде поврзан и директно со AI, како што е ChatGPT, со цел да помогне се повеќе за интегрирање на AI и едноставно да се развие оваа технологија. Сега, многу интересна работа која што ја сретнав. Знаете и сами дека, барем во денешно време, 90% од NFT-то се JPEG формат, со тоа што овдека за прв пат рендер прави 3D формат на NFT, каде што буквално истото може да биде интегрирано во било кој метаверс, така речено, каде што буквално се оди на степен да се надминат JPEG и MOV и да се оди кон тоа да биде практично 3D генериран NFT и дополнително да не забораваме дека се напоменува дека на самиот рендер нетворк може да бидат зачувани, тоа е исто многу битна работа, зачувани NFTs и било каков тип на креации на овие, да речем, артистите кои што работат на самата рендер нетворк. Тоа е многу битна работа. Препоставам дека таквото зачување пак е својствено на NFT. Сега, пред да продолжиме, би сакал да ви покажам нешто баш од овој. Значи, ме погодија многу. Ова е
она што моментално ќе го слушнете е уствари за Star Trek. Сега не знам колку сте вие фанови на научна фантастика, значи знаете и сами со оглед на фактот дека имам канал за крипто, сум голем фан на научна фантастика, нормално никој не почна со научна фантастика ако не е тоа Star Trek. Со тоа што ова е, слушнете го видеото, па ќе ви кажам што точно направиле на овој проект е многу интересно. Or given them hope for the future. And I've had my father's notes and documents and scripts and behind the scenes materials my entire life. And it felt wrong for them to just deteriorate. I really wanted to preserve them. There's hundreds of thousands, if not maybe 1 million pages out there. We've been scanning every single one of them to archive them so that people out there can not just continue to be inspired by Star Trek, but so they can learn about what it took to bring it together. The Roddenberry Archive really Роденбери Аркајвс, Роденбери е креаторот на Star Trek, он ги пишувал овие работи, може да замислите кога он пишувал, нема да на компјутер на кој што може да се направи основна слика. И сега најднаш неговиот син, тоа беше човек што разговараше на почеток, ова е самиот Джулс, значи он е уствари креаторот на R&DR, вели милиони страници од сето она што го напишал, овие модели на вселенски летала и слично, ги скенирале една по една и ги ставиле како архива на R&DR мрежата. Така да мене ако ме прашувате, ова е одлично и вели на тој начин вика постојано ќе ги имаме вика како нели дигитален формат со цел и понатаму генерациите да може да се запознаат со феноменот на Star Trek и нели погледите на иднината кој што ги имал самиот Роденбери. is the culmination of 10 years of Rod and myself deciding how we could do something for his father's legacy using Otoy and the technology and all the pieces that we've had, figuring out how to bring all of the things that we know are out there into a form that would be viewable 100 years from now. Otoy, as a software and graphics company, has had sort of this very specific focus on creating these tools and this technology for art. The Roddenberry Archive is going to essentially push the limits of that technology, and I think it'll show people what's possible, help them sort of reimagine the concept of virtual preservation is and value. It's going to be fundamental to preserving and ensuring that the chain of creation and authorship and validation never gets tampered with. We are scanning. Дополнително објаснувам како се тоа го направиле, вели, значи буквално, значи ова е креаторот на R&DR, за него бил процес, вели, дури вика 10 години се размислуваше како вика да го направиме ова да биде вика сосема нели автентично направено и не само за него, туку генерално за понатаму за идејата кажува дека секој од креаторите кои што моментално ќе направи нешто оригинално, значи ова е начин на кој што ќе се претвори во NFT кое што не може да биде променето, не може да биде заменето и е уникатно направено од оној кој што го направил. А ова што моментално гледате е од тој самата компанија која што поседува посебен тип, гледате го. Ова се камери со светло со цел да може буквално овој 3D модел на еден од оние бродови на Enterprise, ако не се лажеме Enterprise, Star Trek, да буквално го направи во целосен сегмент 3D модел во метаверзот, каде што значи ќе биде комплетно NFT предпоставувам. Гледайте. A lot of these physical assets with LightStage, which is our Academy Award-winning technology that scans in all the surface details, every property of how light bounces around on a physical object, that goes into the archive. Значи интересна технологија морам да признаам и многу добра идеја она што моментално го направи. Следна битна работа која што успеавме да ја најдеме, а е многу битна, е децентрален. Именно самиот во оваа ситуација проект на Otoy и нели Render направил партнерство со Decentraland. Знаеме дека Decentraland е вториот прв по старост, а втор по големина мета world, мета свет во моментално во нели во нашава планета. Со тоа што, значи одека иако не се спомнува директно точно како се тоа ќе биде направено, се спомнува дека на креаторите на Decentraland ќе им биде дадено да го користат самиот рендер, нели компјутинг мрежа, со цел да може да прават подобар рендеринг на своите, пак ќе кажам, слики или 3D модели за Decentraland. Е сега, дали тоа ќе биде користено во живо, затоа што знаете и сами дека ако сте играле Decentraland, вас ви е потребно да имате рендеринг во моментот, затоа што како се движите со вашиот аватар низ оваа 3D практично метаверс, вие имате потреба вашиот компјутер во моментот да практично ја лоадира, да ја рендеринг да прави на сето она што вие го гледате. Така да дали директно се користи или не, овдека не е спомнато, но се користи, но се кажува дека на артистите кои што се дел од Decentraland ќе им биде дадено да го користат самиот R&DR мрежа, што е многу битно и многу добро. Значи ваков тип на големи проекти, затоа што тоа е основата. Значи R&DR буквално највеќе би можел да најде свое, да речам, своја корисност буквално овде, во самиот метаверс, кој што е на еден чекор пред масовна адаптација, да бидеме реални.
Сега, значи ова е околу вестите и така на некој начин ни, да речем, активен roadmap и зрелост на пазарот, затоа што овдека ви покажувам што самите прават. Значи на некој начин неговата работа е финална. Иако истиот и понатаму се развива, со тоа што се развива во како што беше наречено овдека, во фази. Значи, моментално беше во бета фаза, истиот не беше активен до пред само некое време, уште 2020 година, но сега моментално активно работи, нели, на ова процесирање и надавање на ова компјутинг моќ, како и да е, значи и понатаму продолжува очигледно, е кога веќе станува збор за roadmap и сакал да направиме една техничка анализа, да видиме каде се наоѓа пред да направиме токеномија и да видиме што моментално се случува со самиот проект. Значи, гледано од аспект на месечно ниво, истиот има кратка историја, како што кажавме, значи официјално од 2021 на Binance го следат неговиот раст, иако проектот самиот по себе рековме дека е пуштен во употреба од 2019. Да? Сега, во однос на тоа што можеме да го видиме моментално, нема многу за гледање, е дека се наоѓа на некој начин над оваа основа. Декември, како и сите останати токени и коини, направи свое дно. А после воспоставувањето на своето дно, гледаме дека тоа е својствено на оваа единствена свеќа во овој пат, која што е во обратна насока, која што ни го прави ова поле на поддршка и нели отпор, пред тоа се наоѓа во отпор, каде што и направила акумулација, пред да го добие овој голем памп. Од неговото дно па до моменталната цена, истиот е 391% во плюс, што е outperformance дури и на биткоин моментално, кој што е 100% во плюс. Значи, тоа е позитивната ствар кога станува збор за мал market cap. Во оваа ситуација станува збор за 700 милиона, што е доста мал market cap. Истиот рипна многу и тоа што се вика преку ноќ, верувам дека некои големи играчи влегле. Сега, за да погледнеме што се случува на неделно ниво, кој што има малку повеќе податоци, значи прво самите индикатори ни покажуваат дека и покрај самиот памп веќе има направено солидна корекција, значи претходно сме направиле дури 3 локални врвови, со тоа што моментално RSI се наоѓа на 54, што е сосема солидна корекција од максимална вредност од 68, и сток RSI се наоѓа над 6.5, што е одлично. Со тоа што гледаме дека постепено од овој bear market, значи money flow се повеќе и повеќе, само што не надминал над нулата, и VWAP прави повторна корекција после оваа, нели да речем, масовен памп од самиот почеток, со тоа што верувам дека се уште треба малку да почекаме пред базичната и сигналната линија на MACD да се превртат во позитива нагоре, но сега за сега, како и целиот знаете дека криптопазарот заедно со алткоините е моментално во страв поради ситуацијата со SEC, така да останува да видиме како се тоа ќе се одвива, но за разлика од останатите алткоини истиот има добар перформанс. Сега мораме да напоменеме дека се наоѓа под оваа тренд линија која што досега му помагаше во овој bull market, да речем во почетокот на овој bull market, и гледаме дека не успеа да пробие во два наврати овој трет. Но битен момент е тоа што на неделно ниво се уште се наоѓаме над bull market support бендот, што е многу битна работа, и над средината на Bollinger бендот. Така да ова е битна работа кога станува збор за определување, че ако е над bull market support бендот, тоа значи дека и би бил потенцијално над 200 неделна средна вредност, која што се уште нема, со оглед на фактот дека не постои 200 недели, но најчесто тие се корелирани многу блиско една до друга, bull market support бендот и 200 неделна средна вредност, најчесто. И генерално техничка анализа, значи следната граница која што би може потенцијално да има е оваа неуспешна корекција, односно dead cat bounce, која што е негде околу $3.05, што својствено би било и самиот $3 како че веќе ставиме како психолошка бариера. Тоа секогаш го ставаме зелено, нели, секој од вас треба да си одреди свој на некој начин. Да си одреди, нели, бои како и што ќе одредувате, на некој начин да знаете што станува збор. Значи 3 сигурно би психолошка бариера која што не успеа да скрши, значи кажете 2.95 отпрлика, успеа да стаса, значи нели, сите оние што ќе стасаме до 3 очекуваат да земат профит и тоа е оно што моментално сме го погледнале овдека. Сега да видиме што до сега, значи вести за проектот објаснивме, партнерство, како што кажавме, најголемиот дел од софтверските солуции за рендеринг е се и негови партнери, заедно со Decentraland, заедно со Apple, поврзано со кривични судски случаи, за сега нема. Но некои од проектите, некои од каналите напоменуваат дека не знаеме кои ќе бидат следните проекти кои што ќе бидат на мета на SEC. Но пак да не забораваме, станува збор за една држава, Мурика,
значи тоа не значи дека во остатокот од светот ќе биде забранет, тоа значи дека во Америка моментално може да не биде еден од најдобрите во моментов, така да останува да видиме, но сега за сега не е имплициран во ниту една кривична или судска разврска. Ова го објасниме околу техничкиот дел, мислам дека првите делови се јасни. Тип на блокчейн, кажавме, станува збор за Ethereum, залих сега. Во делот на токеномијата, кој што е една од најбитни работи кои што мораме да ги објасниме, значи јас читав во однос на тоа како ги поставиле на почетокот работите, она што успеав да го забележам во целата оваа ситуација е дека прво, сега за сега има предлог да биде тотален и финален supply, односно број на токени на 531 милион, што е мала количина на токени. Тоа е многу битно. Додека во моментов имаме пуштено само 368 милиони токени на пазар. Сега, многу е нејасно зошто. Јас очекував дека можеби RNDR токенот има некаков тип на, нели знаете и сами, early backers, бла бла бла, нели оние vesting schedule. Но кога пробав да најдам RNDR vesting schedule, не успеав да најдам, значи истите немаат vesting schedule. Сега, почнав малку да копам, да видам што се случува, можам да видам дека во два наврати имале приватно практично продажба на токени, со тоа што во првата продаде 25% и во втората уште еднаш, само да видам каде беше, уствари не, само момент. Не, ова е токен allocation на почетокот, значи како правеле алокација, тоа 65% им останале во escrow, значи практично ги држат, 25% продале, ова е иницијалната продажба и 10% се во резерв. Но овие RR резерв се дадени на тимот, колку што успеав да заклучам, со тоа што имаме две продажби, 2017 и 2018. Сега, овдека не успеав да разберам колку, тоа е интересното. Значи, они кажуваат по колку ги продавале, но не кажале колку ги продале, ме разбирате? Значи, нема точно колку ствари од овие токени се продадени. И е доста нејасно. Со тоа што на еден канал успеав да го најдам ова, како токеномикс на самиот RNDR, каде што вели 10% овие third party services претпоставувам, според тоа што го објаснува и на каналот и од она што успеав да го најдам, се на самиот тим. Unforeseen roadblocks, ова е претпоставувам држано во escrow во случај нешто да се случи. Marketing expansion, повторно, ова е дел од самата фондација, што ќе го поседува тимот, но идејата на овие 19% од токените не се да бидат дадени на тимот, тука да бидат користени за понатамошно развивање на самиот софтвер. Дали е тоа хакатони, дали е привлекување на партнери, што и да е. Network development, ова е како што можам да разберам за софтверскиот дел на network development на RNDR, не за негов маркетинг. 25% и повторно, ако погледнете така, јас верувам дека овие 25% пак се на тимот на некој начин. Значи дека поголемиот дел од ова овдека што го гледате представува дел на тимот. А дополнително имате 40% RNDR phases, кои што верувам дека се уствари овие фази на продажба на токенот, кои што ги гледаме овдека. Сега, дали е тоа така останува да видиме, но битниот дел што мораме да го забележиме е дека 370.000 токени се во циркулација, но има 530 вкупно. Што значи дека има негде отприлика околу 160 милиона, се извинувам, токени, кои што се уште не влегли на пазарот. И е голем процент. Че во оваа ситуација станува збор за негде околу, не знам, 30-25% токени кои што не влегле на пазарот. Тоест 25% инфлација која што допрва ќе удри кога овие токени ќе бидат ослободени. Со тоа што јас верувам дека според ова што моментално го видов, тоа се токени кои што ќе бидат понатаму продавани на, како што може да видите, приватни или јавни продажби. Останува да видиме. Но битниот дел кој што јасен е дека има 160 милиона токени кои што се уште не се ставени на пазарот. И сега има две битни работи кои што сакам да ги напоменам, кои што се исто така битни околу токеномијата. Првата е тоа што самата компанија Toyo, значи во оваа ситуација RNDR, купува токени назад, што е многу битно. Значи истите ги купува и сега, иако не се burn, значи ги користи за повторно синтетивизирање на инсентивизирање, се извинувам, на самите нодови и на артистите. Односно, гледате, во два наврати еднаш купиле 4,5 милиони, а вториот пат имаше уште една ситуација во која што купиле 3,2 милиони. Значи ги купуваат од во оваа ситуација менувачниците и ги даваат повторно на самите node, односно computing power provider. Така да тоа е многу битна работа ако мене прашувате, затоа што самата компанија се труди, нели, токените, ако они ги купуваат од менувачница, значи ги вадат од циркулација, а потоа постепено ги пуштаат како така речено, ова би било така речено стейкинг на оние кои што имаат, нели, свој нод.
Така ова е интересна работа која што моментално ја прават. И втората е burn механизмот. Сега, burn механизмот овдека, значи на некој начин упростен на овој слайд, значи дека во секој момент кога имате артист кој што сака нешто да му биде направено, нели, и изрендерирано, истиот дава RNDR токени кои што се гора, значи ги праќаат на непостоечка адреса. А во противредност, значи добиваат овие што се креаторите, значи оние кои што имаат своји нодови, рендер кредити. Кога работата ќе биде завршена, овие рендер кредити може да бидат изминтани во RNDR токени. Но проблемот за целата оваа ситуација е затоа што вели дека доколку имаме повеќе креатори и повеќе рендеринг, значи ќе стане дефлационен. Не разбирам како. Со оглед на фактот дека на крајот од денот овие кредити кои што ги добиваат, нели, самите нодови, ги претвараат во иста количина на RNDR токени кои што биле платени. Што значи дека вие немате промена на токенизацијата, вие немате намалување. Ако има burn механизам во кој што, например, 90% од она што го платил некој вие го добивате, тогаш имате 10% дефлација. Но во оваа ситуација не постои такво нешто. Така да не разбирам како они планираат тоа да го направат. Значи јас го прочитав и артикалот, гледав и некои други канали, за жал ваков тип на burn механизам не би е сменил бројот на токени, би останал буквално ист. Така да овој дел не ми е јасен, иако постои овој burn механизам и моментално е активен, но не ми е јасен како, кога на крајот од денот станува збор за burn и mint на истата количина на RNDR токени на крајот од денот. Останува да видим. Но како и да е, пак ќе кажам, че не станува збор за голема количина на токени, но не заборавајте дека има околу 25% на токени кои што допрва треба да бидат ослободени и пуштени на пазарот, што сигурно ќе реагира на цената. И кога станува збор за најдобрите 100 wallet-и, можеме да видиме дека ова е една од најдобрите алокации кои сум ги видел. Значи најчесто знаете и сами дека многу од овие wallet-и не се баш, че се доста централизирани. Сега овие 30% верувам дека се оние 30% на токени кои што 162.000. Значи ако споредиме овдека 162.000, тоа се токени кои што се уште не се пуштени на пазар. Значи гледате, тие се уште дел од самата RNDR фондација. Значи тие 30% очигледно нема да ги пуштат најаднаш и очигледно ги користат постепено. Додека кога станува збор за останатите, гледаме дека иако се доста диверифицирани, че Binance поседува 5%, но ако ги погледнеме овдека, гледаме дека Binance поседува вкупна количина од 16,3%, кои што се поделени на повеќе помали wallet-и очигледно, следен е KuCoin со 6,3 и потоа веќе ова се небитни количини од 1 до 0, нешто проценти. Така да Binance и KuCoin поседуваат доста големи количини, но останатото е поседувано од секој и секого по многу помала количина. Значи реално станува збор за добра алокација, со тоа што да не забораваме дека повторено 30% од токените кои што се уште не се пуштени во оптек. Значи тоа е битната работа околу овој дел и мислам дека одговоривме на сите прашања, да тимот поседува 10%, тоа е многу мала количина, но да не забораваме дека фондацијата поседува 30% кои што се уште не се пуштени во оптек. Генерално, значи, мораме да видиме како ќе се развива овој проект. Јас искрено мислам дека ова е добар проект и мислам дека треба да се најде нашето портфолио, но проблемот кој што го има моментално е дали понатаму, затоа што ова ќе не зависи, значи иако ова можеби е еднината на технологијата, да не забораваме дека постојат огромни играчи моментално во оваа сфера кои што нудат огромен тип на компјутинг моќ за ваков тип на рендеринг. Така да мораме да видиме како ќе се покаже самиот RNDR проект кога станува збор за понатамошната иднина. Тоа што е избран од Apple, мене ми дава многу добра на некој начин слика за тоа дека вистина станува збор за многу солиден проект и за во оваа ситуација проект кој што има на вистина добра иднина. Затоа и верувам дека мала алокација во нашето портфолио на RNDR токенот не би била лоша, иако моментално добивме солидна корекција за која што не разговаравме. Значи ваквата корекција која што моментално ја гледаме од врвот кој што го достигна на 2,95, моментално истиот е на цена од 2, е доста солидно. Значи тоа се прилика 30% корекција која што моментално ги достигнал до моментот кога што се наоѓаме. Сега кога и како би вложиле во овој токен ќе бидат известени нормално. Сега за сега се обидуваме да ги задржиме нашите токени кои што се во се поголем маркет кап, затоа што и понатаму ова е 59-то место, иако ние имаме и послаби проекти од ова, да бидеме реални. RNDR верувам дека ќе се најде во нашето портфолио, станува прашање кога. Нормално ако не добиеме некои негативни вести понатаму. Но проблемот е што има многу потенцијални проекти, значи многу. Со тоа што пак
најголемиот проблем кој што јас лично го гледам овдека е тоа што треба да сте дел од оваа сфера, кога станува збор за рендеринг, кога станува збор за 3D компјутинг на слики и на модели, и кога сте веќе дел од оваа индустрија, многу полесно и посватливо би било каде ќе се движи рендер. Посебно со оглед на фактот дека ги следите вестите од оваа сфера постојано. Така да поради ова можеби повеќе би го препорачал на луѓе кои што работат во оваа сфера и многу поблиску би се нашле до овој токен, за разлика од луѓе како мене кои што се економисти и правници кои што голем дел од овие вести не ги ни разбираат. Така да пак ќе напоменам, мала алокација во овој токен ја мислам дека е паметна, искрено би го направиле тоа, со оглед на фактот дека тоа доаѓа во иднина и веќе е тука, но не би препорачал преголема алокација, барем според мене, посебно со оглед на фактот дека имаме 25% од токените кои што се уште треба да влезат на пазарот, а и станува збор за проект кој што не знаеме како ќе се покаже против големите имиња кои што имаат cloud computing и cloud рендеринг во оваа ситуација. Така да ова е се што имаме да кажеме околу рендер, повторно доста задоволен од овој токен, реално, и како и секој, единствено што бараме од вас за нашата работа е доколку знаете некој што сака нешто повеќе да научи за криптовалутите, да го препорачате нашиот канал и видео доколку ви се допаѓа она што го работиме и како секогаш, нели, мал share, like, subscribe, комент нема да биде лоша работа на нашиот канал со цел да може и алгоритмот на YouTube да го шерува нашето видео малку повеќе. Благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGame.